Економско-социјалната состојба во државата не е таква како што ја презентира председателот на СДСМ Венко Филипче. Спротивно е од тоа што се изнесува во јавноста, а бројките се аргумент, изјави денес премиерот Христијан Мицкоски. Но кога ќе се споредуваат параметрите, добро е да се направи споредба помеѓу параметрите кои што го пратат СДСМ и ДУИ кога тие се во владата 7 години, во периодот јуни 2017, мај 2024 година, кога порастот на реалната нето плата која што ја земаат вработените во Македонија е околу 3,5%, и оваа една година кога е во владата ВМРО, ДПМН и коалицијата, односно од месец јуни 2024 до месец јуни 2025, кога реалниот пораст на нето платата е 6,5%. За Мицкоски, калкулациите на СДСМ се деструктивни за јавноста, но и автодеструктивни за нив. Од тука тој порачува: мојот совет е да конечно бидат конструктивна опозиција, наместо да спинуваат и лиферуваат невистини, да почнат конечно да предлагаат нешто кое што ќе значи подобар живот за граѓаните, но и за нас како влада ќе представува нешто кое што исто така ќе представува предизвик кој што ние би го прифатили и би го имплементирале во нашите политики. Со еден збор, да бидат конструктивна опозиција, бидејќи тоа е она кое што им е потребно денеска на граѓаните. Во однос на подпишаниот колективен договор од страна на Министерството за социјална политика, Мицкоски изјави дека станува збор за историски момент. Со тоа ќе имаме значително зголемување на платата, започнувајќи од платата за месец август, во периодот кој што следи. Министерството за социјална политика, демографија и млади прави, би рекол, историски чекор во таа насока, но не е само зголемувањето на платите, кој што треба да биде 20%, туку станува збор и за услови кои што ќе го подобрат амбиентот на работа на вработените во тие установи и ќе значат дополнителна енергија во рамките на социјалната политика во Македонија како држава.